ние бошњаците, што сме жители на оваа наша Македонија, не сакаме да се наруши унитарноста на нашата држава. Никаква бинационалност, никакви привилегии на одредена група на народ врз база на штета на другите етнички заедници. Ние сме свесни дека Република Македонија се наоѓа 2,5 години во криза, која е наметната, за жал, од една особа, не би сакал да кажем од партија СДСМ, пошто сигурен сум дека кај нив има членови кои се уште не знаат во што се метнати и кои и се лојални граѓани на оваа држава. Имено, свесни сме и сведоци сме дека главната цел на оваа сценарио, кој за жал е донесено од надвор, е промена на името на Република Македонија, промена на уставот, знамето и химната, како и создавање на кантони, федерализација и на крај да не постои Македонија како што е денеска. Имено, не е случајно што албанската политичка платформа е донесена и изгласана после избориве. Наречателот, тој чадори, како да го наречеме, од странство, имаше за цел да види каков ќе биде соодносот помеѓу ВМРО и СДСМ. Ако разликата беше поголема, карикирам со 10 пратеници, тогаш оваа платформа немаше ни да ја биде. Иако победи ВМРО, они има, како да го наречам, пиун, кој без разлика на се сака за свој личен интерес, него не го интересира ни Македонија, ни македонскиот народ, нити другите етнички заедници. Нему му е битно само да дојде на власт. За жал, излезе на виделина онаа што цело време го збореше господинот Груевски на сите митинзи, дека во прашање опстанокот на државата. Сега, заедно со СДСМ влезени се и делот албанскиот политички фактор, кој за тоа што им е понудено нешто што они ни не сонуваат дека ќе го добијат, го прифаќаат сега тоа као реалност и стварност. Јас да ви кажам, 50 години живеам заедно со албанциве и знам дека се они поштен, вреден народ, чесен народ, народ верници. Па еден од битните елементи на особата која верува е соживот со другите етнички заедници. Албанскиот народ
како и бошњачкиот, ги ужива сите верски и национални права во Република Македонија. Може слободно да си ги врши своите верски обичаи, може слободно, има своји факултети, училишта и се. Али, нешто ако му го нудиш на некој, иако е нереално, он ќе го прифати. Верувам во албанскиот народ, дека е свесен штом таа особа го предаде својот народ, македонски, утре и нив ќе ги предаде. Они се свесни дека не можат целта да ја остварат до крај, затоа што постојат закони за кои треба двотретинство во парламентот. Они покушаваат да на мала врата, преку некои закони, признавање на јазикот, дел од јазикот, во судството и тие што се почеток на нивната цел. Што се однесува до господинот Заев, ради своја лична култура, ќе го наречам господин Заев, али тој е една особа која нема кредибилитет. Особа која, знаете и вие, дека не го признаваше господинот преседател Иванов за нимрин преседател, па отиде кај него да бара мандат. Особа која рече дека ако макар за еден пратеник ВМРО има повеќе, он ќе даде оставка и тоа не го исполни. Особа која не прифати аболиција од преседателот Иванов, а прифати две аболиции, една од Бранко Црвенковски, друга од СЈО. Се прашувам како македонскиот народ и сите етнички заедници во него можат да му веруваат на ваква особа и да му дадат мандат он да ја води државата. Сега најново, што денес излезе во медиумите е дека он за министерско место од членовите на неговата партија барал 60.000 евра. Наводно тие пари ќе биле за локални избори, па они ќе ги вратат 10-струко и барал 20.000 евра за кандидати за градоначалници. Јас сум убеден дека он не може и не е способен да ја води оваа држава. Сега се поставува прашањето како да му се спречи на ваква особа да дојде на власт. Сега на потек преседателот Иванов ја верувам во неговите вредности, ја го почитувам господинот и убеден сум дека он знае дали или не треба на таква особа да му се даде мандат. Втората опција што престои пред нас сите, тука не зборам за бошњациве, зборам за сите. Тука ги вметнувам и албанците, и македонците, и турците, и власите, и ромите, и македонците муслимани, и србите, и сите. Мораме масовно да излеземе на мирни, достојанствени протести. Протести кои нема да бидат налик на оние од шарената револуција, кои за жал не за жал они беа платени од страна тоа да го направат
Тоа ќе биде израз на целиот народ, добронамерен народ на Република Македонија. Убеден сум дека и бошњаците, што се симпатизери и членови на Социјалдемократската партија, се против тоа да дојде до бинационална Македонија. Они може би во почеток не ни знаеле, они се уште не знаат што е крајната цел, која е крајната цел што сакаше Заев да ја направи. Во овие двата митинзи што беа, имаше и симпатизери на СДСМ, кои беа присутни на нашите митинзи и кои го изразија својот револт поради политиката на Заев. Демократска бошњашка партија чврсто стои, уште еднаш повторувам, до унитарна, единствена Македонија, Македонија на сите граѓани, каде што сите ние ќе имаме исти и подеднакви права.